Благодарам. Почитувана пратеничка. Важно е да разговараме за секој град, сите региони во Македонија. Крива Паланка е важно. Жал, Крива Паланка заедно со Туманово има поголем просечен процент на неработеност од другите региони во Македонија и фокусот на владата е насочен специјално тука заради тоа што на тој начин прво се создаваат можности за по-лесно привлекување на големи компании, странски и домашни, заради тоа што и можноста да има доволен избор на работници за идните инвестиции е поголема. Јас верувам дека во периодот кој што доаѓа пред нас ќе има реализација на капитални инвестиции од делот на фабрики од приватниот сектор. Точно е дека се разговараше верувам дека беа 3 компании, наши македонски од југоисточна Македонија, кои што сакат проширување на својот бизнис, но реално има недостаток на работна сила од областа на текстилната индустрија. Така да тие фабрики во разговорите кај нас преку стопанските комори потврдија дека ќе имат интерес да вложат во Кривопаланичкиот регион, заради тоа што и таму гледат перспектива на проширување на своите погони. Јас не знам докаде се нивните конечни одлуки за оваа работа. Секако првата средба со Стопанската комора на Македонија, таму беа правени разговорите. Штом ќе добиеме информација кои се следни чекори, кога да очекуваме, дали оваа пролет може да очекуваме отварање на некоја фабрика, заради тоа што за текстилните фабрики или за трудоинтензивните дејности генерално и не треба градба на големи фабрики или слично, има погони слободни, може да ги рентат, да ги изнајмат за да тргнат. Ово кажувам како дел на нашите аспирации и желби да отвориме колку што е можно повеќе работни места на секаде во Македонија. Се отвараат работни места и верувам после овие политички одлуки, позитивната атмосфера која што постои за инвестирање и на странски компании и на домашни компании ќе даде резултат, поголема понуда на работни места за нашите граѓани, но ќе даде резултати покачување на платите на нашите граѓани. Јас најавив дека оваа година ќе имаме нов чекор кон покачување на минималната плата во Република Македонија, директен импакт има на трудоинтензивните дејности, посебно на текстилната, кожарската и другата индустрија, но секако остануваме целосно со буџет да ги покриеме ваквите разлики, со конечна цел да и понудата на работни места кои што ќе ја дават компаниите, да бидат на достоинствени плати, а секако да отвара и спиралата на покачувањето на платите повисоки од минималната плата. Истовремено, кога разговараме со странските инвеститори кои што доаѓаат во владата, еден дел се гледам лично јас, еден дел економските министри, имаме критериум повеќе и помош повеќе и согласно законот и согласно политиките на владата, кога се работи за инвестирање во производствен погон, фабрика, индустријски капацитет надвор од Скопје, по внатрешноста, а посебно ако се однесува за перифериите на нашата држава, односно за регионите и општините блиски до граничните премини и посебно за помалку развиените региони во Македонија. Крива Паланка е еден од тие, така да нашата понуда и како држава пред странските инвеститори е дека добиваат дополнителна можност за субституција од буџетот и домашните и странските компании кои што ќе отвараат работни места во ваквите региони, како што од еден од тие региони е регионот во Крива Паланка. Навистина, странските инвеститори чекаа на крупните политички одлуки. Заради тоа што безбедноста и стабилноста им се важни. Веќе објавивме тие што ни дозволија да објават. Секој ден ќе објавиме. Јас сум утре во Охрид токму заради таа причина. Нова странска инвестиција, голема, канадска, која што отвара многу работни места. И тоа е во Охридско-Струшкиот регион. Верувам дека ќе има инвестиции во Крива Паланка. Не можам да кажам ниту една со име и со презиме во моментот. Разговараме со многу инвеститори. Верувам дека се повеќе од 100 компании пред одлуки во моментот. 4 донесоа петокот кога грчкиот парламент гласаше, но генерално главните бордови или акционерските друштва на самите компании сакат тие да ги објават самите одлуки. Јас верувам дека доаѓа навистина позитивен амбиент во Република Македонија од аспект на странски домашни инвестиции, на решавање на едно од најгорливите прашања во Македонија, а тоа е проблемот со невработеноста. Заедно, ние како парламент, сите и вие како опозиција во самите дискусии, навистина ќе помогнете и на владата на вистинско реалоцирање или алоцирање
на самите странски инвестиции кои што доаѓаат, за да можеме да отвараме колку што е можно повеќе работни места. 2018 година ја завршивме, некаде се отворени околу 40.000 работни места. Еден дел се обновливи работни места поради пензионирање, но нови граѓани се вработени, кои што претходно биле невработени, се работи и за приватниот сектор секако доминантно, еден дел се обновуваат местата и во јавната администрација. Јас верувам, поради целокупниот амбиент во Македонија, поради економскиот фокус на сите нас во државата, поради најважната потреба на граѓаните, ќе имаме намалување драстично на процентот на невработеност, кој што во државата некаде е 20,8%, барем на крајот на годината, за да паднеме со бројки кои што ќе бидат 15-16%, а тоа се огромни илјадници граѓани кои што ќе најдат своја работа тука овде во Македонија и ќе го планираат својот живот токму тука овде во Македонија. Така да нашата надеж е најповеќе во приватниот сектор, заради тоа што оптимисти сме во севкупните инвестиции и граѓаните кои што се сопственици на фабрики и погони во Македонија, верувам дека ќе бидат дополнително плюс охрабрени во овој период кој што е исправен пред нас, а на тој начин и навистина очекуваме решавање на проблемот на невработеноста. Кога зборувам за цела Македонија, но и конкретно за Крива Паланка, заради тоа што дефинитивно таму има и природна мобилизирачка потреба за вниманието на самите инвеститори, заради тоа што има и поголема понуда за избор на работници, за да можат секако тие да ги исполнат своите планови како што им се замислени, а за граѓаните од Крива Паланка тоа да значи нивно вработување и нови работни места.